Госпоѓа Ана Павловска-Данева, ви молам, повелете, образложете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, денеска на дневен ред е иницијативата за измена на Уставот на Република Македонија, предложена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, зашто имаме можност да образложиме во што таа се состои и зошто бараме вакво дополнување. Станува збор за дополнување на членот 52 од Уставот, со што ќе се овозможи незастарување на кривичните дела поврзани со приватизацијата на општествениот и државен капитал. Значи, идејата на Социјалдемократскиот сојуз со предложувањето на ваква иницијатива за измена на Уставот е да не застаруваат кривичните дела кои се поврзани со приватизација на општествен и државен капитал, а сторени во било кое време. Зошто сметаме дека ова неопходно за граѓаните на Република Македонија? Заради правда и правичност. Заради тоа што на граѓаните им должиме одговор дали некој ги крадел, дали некој ги плячкал, ако тоа било случај, кој тоа го правел, и им должиме одговорност и излекување пред лицето на правдата на таквите доколку ги имало. Затоа што народот треба да знае дека доколку одредени лица се квалификувани како криминалци, тие треба да бидат низ судска процедура, со судска пресуда, како такви осудени и да ја издржуваат казната. Затоа што народот треба да знае дека доколку некој во некој временски период од историјата на Република Македонија некому помогнал да краде и притоа бил глув и слеп за таквите дела, се со цел да измине рокот на застареност, сега треба да се отвори можноста таквите луѓе да одговараат пред лицето на правдата. Затоа што треба да престанат вербалните шпекулации и дискредитации на луѓето, без да постојат судски завршници. Како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија смета дека ова треба да биде сторено? Најпрво со измена, односно дополнување на членот 52 од Уставот на Република Македонија, каде што ќе се реагира во принципот или ќе се надополни принципот за забрана на повратно дејство на законите. И изрично ќе биде кажано дека забраната за повратно дејство на законите нема да важи само за кривични дела поврзани со приватизација на општествен и државен капитал. И почитувани колеги, почитувани граѓани кои ја следите оваа дебата, тоа не е се и тоа не е дефинитивно решение и тоа е напишано во нашето образложение дека не е дефинитивно образложение. Вчера имавме прилика да слушнеме пратеници кои не критикуваа дека не сме дале дефинитивно решение во Уставот. Почитувани колеги пратеници и сите оние кои досега тоа не го знаеле. Уставот е збир, тоа е сет на принципи, на најопшти норми, на начела, и тој никогаш не нуди дефинитивни решенија, ниту смее да нуди. Ниту има устав во некоја држава од европско-континенталниот систем во кој ние припаѓаме, кој нуди дефинитивни решенија. Тој нуди водилки, нуди начела, нуди принципи, кои понатаму се доразработуваат со закони и подзаконски акти од сферата на административното право, закони, административни и подзаконски акти од сферата на трудовото право, трудово законодавство и подзаконски акти. Истото важи и овде. Ние го нудиме решението, односно основот во Уставот, кој ќе дозволи конкретно и дефинитивно решение во закон. Станува збор за кривичниот законник. После усвојувањето на ваква дополна на Уставот на Република Македонија, вториот чекор што е потребен за да се направи, за да дојде до реализација на идејата за која говорев на почетокот и која ја образложив,
е измена на кривичниот законник, во кој нема да постои застареност на делата, на кривичните дела, што се веќе предвидени, а се однесуваат на приватизацијата на општествениот и државниот капитал. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не предлага ниту ново кривично дело, ниту нов опис на постојно кривично дело, ниту ново битие на постојно кривично дело, ниту нова казна. Предвидува само да не застарат оние веќе предвидени кривични дела во нашиот казнен законник, бидејќи сметаме дека се од исклучително значаен карактер за граѓаните на Република Македонија. При тоа, и во нашето образложение писмено, и во претходно, во устното образлагање вчера на Комисијата за уставни прашања, беше изнесено дека ваков пример на незастарување на кривични дела и ретроактивно имаме во Хрватска. И веднаш ќе ви кажам, причините за менување на устав, на секој устав во секоја држава, никогаш ниту биле, ниту ќе бидат правни. Причините се секогаш политички, па колеги, уставот е пред се највисок политичко правен акт. Правна е процедурата низ која се тера. Номотехниката, но причините се политички и го носи политички орган, Собрание на Република Македонија, кој е политички орган во нашата држава. Од тука, причините во Хрватска се едни, причините во Република Македонија се други. Но и едната и другата држава имаат во своите устави начело на владење на правото. Нешто за кое колеги вчера кажаа дека нашиот предлог се коси. Напротив, ако бараме пред лицето на правдата да бидат изнесени сите оние кои краделе од сопствениот народ, а при тоа заради било какви причини тоа било затаено, или во моментов крадат, а се прават напори тоа да се затеи и да истече рокот, ние сакаме да го воспоставиме и да го испочитуваме докрај основното начело во нашиот устав, еднаквост на граѓаните пред законите. Некој рече, сосема биле други мотивите во Хрватска и причините. Може да се различни причините. Постапката е таа. И во Хрватскиот устав имало владење на правото и никој не смета дека ретроактивното важење, што од Хрватите го воведоа, значи рушење на принципот на владење на правото. Напротив, колегата Тито Петковски вчера на Комисијата за уставни прашања рече: военото профитерство е исто важно како и транзицијското профитерство. Се согласувам. Военото профитерство, заради кое во Хрватска е сменет уставот, е исто како и транзицијското профитерство, заради кое ние велиме ајде да не ни застаруваат кривичните дела за транзицијско профитерство, ако такво постоело. Во таков случај ќе треба да се отворат многу прашања. Не од уставно-правна материја, туку прашања што значат живот за граѓаните. Во таков случај ќе треба да се каже: имаат ли право сите оние што ги прозиваат стопанствениците или одредени стопанственици дека краделе и на грбот на граѓаните се богателе, или ако истите тие гласаат против оваа уставна измена, тогаш самите само ќе докажат дека идејата била да се врши притисок врз стопанственици што не се лојални и толку, а не да се изнесат пред граѓаните, а не да се изнесат пред судот, а не да одговараат кривично и да ја добијат заслужената казна, која наводно некој некогаш им помогнал да ја заобиколат преку застареност на делото што наводно го сторила. Од тука, почитувани колеги од владеачкото мнозинство, пред се почитувани колеги од ВМРО ДПМН, сега навистина имате можност да покажете и да докажете. Сега имате избор и на јавноста да ја кажете дали сте
Затоа заедно, силно и обединети да се бориме до крај, да излезат на виделина сите оние криминалци на кои вие го посочувате вашиот прст, а при тоа не преземате ништо за да можат да излезат пред правдата. Или пак сите шпекулации, вербални и недокажани, без судски завршници, сте ги правеле само за да им се врши притисок на таквите стопанственици, за да ја покажат онака како што треба и како што очекувате лојалноста нивна кон вас. И на крајот на краиштата, ако сте против, ќе докажете уште нешто и ќе отворите сериозен сомнеж дека можеби сакате да прикриете на таков начин и луѓе кои вршеле во овој последниот изминат временски период како политичари и пред да станат носители на високи политички државни функции, кривични дела во врска со приватизацијата, чишто период на застареност баш овие години изминува. Да речеме кривични дела сторени 2000 и 2001. Бидејќи, почитувани колеги, приватизација на државен капитал и на општествен не се вршала само по еден закон, за кој милувате да говорите. Законот за приватизација на предпријатија со општествен капитал. И не се вршила само во 90-тите години, чии што рокови на застареност, ако се направени кривични дела, се веќе застарени. Туку вршена е во 2000 и во 2001. Најголемата приватизација, согласно други посебни закони. Телеком, ОКТА, ФЕСО 2 аранжманот, Македонската националната платежна картичка и некои други, чии рокови на застареност на кривични дела истекуваат оваа година или за 2, 3, 4 години, или ако сакате до 2015. За да не дозволиме такво нешто да се случи, ве повикуваме да го кажете јавно и гласно пред граѓаните на Република Македонија кој е вашиот избор. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по